Најголеми виновници што во Македонија нема работници се газдите, потенцираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Тоа што ни се случува денес е поради ниските плати работниците да заминуваат од Македонија и да работат во некои други држави, да градат некои други економии. И мислам дека тоа треба да биде најголемиот пораз за овие газди кои ја злоупотребуваа работната сила. За потсетување, толку колку што сме продуктивни им створивме огромен капитал, огромни богатства, ги покрадува компаниите во минатото, ги задржаа за себе и токму тоа е една од причините за да зборуваме ние 34 години од независноста на Македонија повторно за недостаток на работната сила. За синдикатот загрижувачко е следново. И мислам дека треба сите да ги загрижи податокот што оние 12.500 градежни работници кои се иселени од Македонија заради лошите политики кои ги има во минатите 7-6 години, и надежта дека увозна работна сила ќе ги замени домашните работници за многу пониски плати. Прашањето за минималната плата за синдикатот е приоритетно. Диалогот по однос на минималната плата е отворен, аргументите се на наша страна. Ако знаете дека 600 со 800 евра во Црна Гора ќе биде минималната, односно е минималната плата, ако знаете дека минималните примања или минималната плата во Босна и Херцеговина од 1 јануари ќе биде 600 евра, ако знаете дека и во Србија е 454 евра, мислам дека синдикалната минимална кошничка која изнесува 62.000 денари покажува дека платите мора да се зголемат. Во однос на усогласувањето на платите, од синдикатот велат дека нивните пресметки покажуваат дека од 1600 до 1800 денари усогласување во март не е доволно за преживување.